Poštovan председател, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Во однос на предложеното законско решение за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, за истата дебатиравме на Комисијата за политички систем како основно матично работно тело, а како заинтересирано работно тело, бидејќи се стави европско знаменце, дискутира и на Комисијата за европски прашања. Овде сакам да напоменам дека станува класична злоупотреба на институтот Европско знаме, бидејќи истите во самата изјава за усогласеност на прописот со законодавството на Европската Унија ниту цитираат, ниту се повикуваат на конкретен позитивно законски пропис од Европската Унија, односно на акт кој што станува збор за изворен акт на Европската Унија, туку истите се повикуваат на извештај во кој што се повикува да се убрзат одредени реформи во ова област. Затоа за истото реагиравме и за истото потенциравме дека станува збор за класично кршење на деловникот и на процедурите во кој што парламентарното мнозинство врши директно насилие врз целокупното работење на законодавниот дом во насока да истото, користејќи ги своите механизми и злоупотреба на деловничките можности, ги става точка на дневен ред. Прашавме таму, ќе прашаме и овде, конкретно, таму никој ниту и одговори, ниту се повика, ниту собра храброст да стане, да го објасни ова законско решение, да може да добиеме што е можно посеопфатна анализа и слика во однос на ова прашање. Зошто е тоа така? Бидејќи и самите знаете дека истото предлог решение беше ставено како точка на дневен ред на претходни седници за не повеќе од 3 недели. Истото увидовте дека не можете на ваков начин да ги протнете измените кои што сакате да ги направите. Истото го ставивте со европско знаменце, со што директно ги прекршивте сите процедури во однос на оваа постапка. Дали, ве прашувам директно, дали во рамките на овие 3 недели во Европската Унија се промени нешто, односно се промени одреден изворен акт кој што треба да постои, на кој што се повикувате да го ставите ова европско знаменце. Не, ниту се промени, ниту нешто се случи така на брзина како што се случува во Република Македонија. Во Европската Унија, кога се донесуваат закони, се опфатно се гледаат аспектите на неговото донесување. Само кај нас можеме за една недела, почитувани колеги, за една недела истиот закон да се тргне од дневен ред и да се стави со европско знаменце. Згора на тоа, ниту не се потрудиле да ги изменат и датумите. Што беше предлог закон е поставено на претходната седница и сега овде со европско знаменце. Зошто е тоа така? Ова е така бидејќи сакате на мала врата да протнете нешто што нема ниту европска регулатива, ниту има поддршка во Европската Унија за донесување на вакви закони. И уште овде во самата изјава цитирате дека Европското знаме го добил согласно извештајот од оценката на мисијата на Европската комисија за управни постапки и правда, која се реализираше во периодот од 11 до 14 јуни 2018 година. Една од препораките на Европската комисија е поедноставување на системот на одлучување на жалби, преку намалување на институциите кои одлучуваат по жалби, со поедноставена административна постапка преку унапредување на организацијата на работата на комисијата со одлучување во совети во жалбени постапки.
Кој е изворниот акт? Цитирам изворен акт. Изворен акт не е извештај. Но сега да се вратиме на одредбите од законот. Што сакате да промените? Што сакате да извршите? Спојување на комисиите, надлежностите, но целта е на крајот на денот друга. Еве, почитувани колеги, и барам кој од парламентарното мнозинство ќе ни дообјасни за што станува збор, односно на што и на која одредба се повикувате во однос на конкретниот член кој што сега ќе ви го цитирам. Вели вака, во членот 14 од овој предлог. Велите, мандатот на председателот и членовите од членот 4 став 1 на овој закон од 1.1.2021 година се продолжува за 5 години. Почитувани колеги, со закон продолжувате мандат на членови кои што се избрани токму од Собранието на Република Македонија во процедура која што е пропишена со закон. Самиот закон е контрадикторен. Во кој аспект? Во членот 14 на комисијата, која што со изменување и дополнување се спојуваат двете комисии, наместо 10 сега има 16 членови, ајде со оглед на обемноста на работата да разбереме дека треба да има повеќе членови, меѓутоа треба да има повеќе стручни соработници кои што ја вршат работата отколку членови, но тоа да го тргнеме на страна. Со закон, со членот 14, самиот закон има колизија на членови во самиот закон. Согласно членот 14 ви го прочитав, станува збор за продолжување на мандат на членови, адхок го продолжувате за цели 5 години, без разлика на начинот на кој што, односно на времетраењето, колку му трае остатокот од мандатот. А во самиот закон, во основниот закон, имате пропишено начин на избор на комисијата. Дека треба да има соодветен оглас, треба да имаме истото да помине на избори и именувања, значи треба целата постапка. Еве во членот 3 вика Државната комисија е составена од председател и сега 16 членови кои функцијата ја извршуваат професионално. Покрај другото се наведени условите кои треба да ги исполнуваат и начинот на избор. Сега одговорете ми еден од вас да ми одговори по кој член ќе се вршат изборите на членовите. Дали по членот 14 или по членот 3 од основниот закон. Имате колизија на самите членови. Доколку Уставниот суд има барем мала доблест, ова законско решение ви е противуставно. Ова законско решение во најмала рака треба, доколку на мускули го донесете како што сите закони ги носите, Уставниот суд треба да го укине. Меѓутоа, да не бидеме во заблуда, со донесување на ова законско решение, внимавајте, оваа комисија ќе одлучува по илјадници предмети на граѓани кои што се заинтересирани во сите надлежности кои што му се дадени, односно кои што и се дадени на оваа комисија. Што со фактот кога ќе Уставниот суд, доколку се надмине самиот себе и го поништи, или дел од одредбите на овој закон ги поништи, веќе ќе има произведено одредени правни последици за кои што ќе не можат да бидат надоместени, односно сите оние кои што изгубиле одредено право или им биле повредени одредени права кои што му следувале согласно закон и устав, можат да се повикат токму на оваа колизија на законот, на членовите и на начинот на кој што би требало да претпоставиме дека ќе постапи Уставниот суд, и со тоа сите овие решенија кои што ќе бидат пуштени во правен промет ќе бидат ништовни. Колеги, нема да може штетата и последиците кои што ќе бидат предизвикани да се надоместат, со тоа доведувате до правна несигурност кај граѓаните и сите оние граѓани кои што
и малку имаа храброст да се одважат, да се пожалат во одредени институции за нивните права, и тоа нема да го направат. Ви благодарам.